Не сум ја платил, немам намера да ја платам и никогаш нема да ја платам, ако треба и да ме приведат, не затоа што не можам да ја платам, туку затоа што не сакам да ја платам и затоа што е тотално противзаконски и противуставна пресуда. Во целиот демократски развиен свет постои нешто што се вика имунитет на пратеник за искажен збор. Значи, пратениците, за да не ја замајуваат јавност, одредени адвокати кои што го застапуваат колегата Костовски, пратениците не уживаат имунитет за ништо друго, освен за искажан збор на говорница, и таму ја имаат целата слобода на светот за да се изјаснат, да искажат сето она што го мислат, знаат, па дури дека ако не се сигурни да можат да потигнат одредена јавна дебата за одредени информации кои што до нив дошле во делот на средби со граѓани и медиумите кои што ги истакнале. Така што основна демократска придобивка е имунитетот, односно можноста на пратеникот слободно да говори на собраниската говорница, и ова е преседан во историјата на плурализмот во Република Македонија, меѓутоа во историјата на плурализмот генерално, зборам во демократскиот свет, затоа што вакви правила во Англија се уведени во 17-18 век. Значи ова е преседан кој што не постои никаде во светот, опозицијски пратеник да биде осуден затоа што споделувал информации со јавноста на собраниската говорница, не на пресконференција, не на јавни собори, туку на собраниската говорници, и ова нема да дозволам вака да заврши. Поднесов представка до Републичкиот судски совет, добив повратна информација пред месец дена скоро и повеќе дека предметот е оформен, дека се почнало со соедна постапка, се уште чекам да видиме како ќе заврши таа постапка. За жал, начинот на кој што функционира судскиот совет и од аспект на ажурноста, меѓутоа и од аспект на неможноста да се отргне од политички влијанија, не ми дава многу вака за право да се надевам дека ќе биде соодветно тоа процесирано, меѓутоа отворен е случајот, се надевам за многу кратко време ќе се променат нештата во Република Македонија, ќе се ослободи ова партизирано судство, ќе се реформира, па ќе можеме повторно да разговараме на оваа моја тема и да видиме дали како си дозволил еден судија кој што е себе си се прокламира за искусен, се потпишува како магистар по право, да донесе една ваква пресуда, односно да не земе во обзир имунитет на пратеник и да го осуди за збор искажан на говорница. Дополнително на тоа поднесов жалба до повисоката инстанца, односно апелацијскиот суд во Скопје. Исто така, познавајќи ги ажурноста на судовите во Република Македонија, се уште немам некоја повратна информација, меѓутоа се надевам дека во скоро време и таму ќе се заклучи она што секој нормален човек кој што има завршено основно деление ќе го каже, тоа е дека пратеник не може да биде осуден за искажан збор на говорница. Инаку, за да не се исто замајува јавноста, јас тој мој говор го има и доста вирален по социјалните мрежи, таму нема ниту една навреда, ниту еден лош збор, сето што е кажано се факти и информации кои што се однесуваат за делувањето и действувањето на пратеникот Костовски во изминатиот период, информации кои што јавно се достапни или се објавени по медиуми.